4 дечиња од училиштето Димо Хаџидимов остануваат во болница, бидејќи иако се во стабилна состојба, се уште чувствуваат симптоми на труење со храна и знаци на болест, мачнина во стомакот и температура. Но веќе се пуштени дома 3 деца кои беа хоспитализирани на детската клиника од исти причини, вели за Канал 5 директорот доктор Реџеп Мемеди. Од првиот ден вкупно 13 деца побарале медицинска помош на клиниката за детски болести од истото училиште со иста клиничка слика и слична симптоматологија во смисла на стомачна болка, повраќање, некој од нив температура и диареја. 7 од нив беа задржани на болнички третман, после добиената медицинска нега сите беа во добра, стабилна состојба. 3 од нив вчера беа пуштени дома, значи во добра општа состојба. Задржани се уште 4 деца кои продолжуваат со болнички третман, да видиме до понеделник и откако ќе бидат потполно во добра општа состојба ќе бидат пуштени. Во меѓувреме, училиштето е целосно дезинфекцирано и нема прекин на редовната настава, уверува директорката Лила Николовска. Но кујната, што се наоѓа во посебен објект во училишниот двор, е под клуч со пломба од Агенцијата за храна и ветеринарство. Директорката потенцира дека со кујната не раководи училиштето, туку приватна фирма која е давател на услуги. Нашата обврска е само да ги користиме услугите. Надлежност училиштето нема во начинот на работењето на операторот кој што снабдува храна, бидејќи тие се посебен правен субјект. Хигиената во училиштето ја следиме ние со посебен надзор и насоки, а она што се случува во кујните е веќе надлежност на операторот. Ние ја користиме нивната услуга, односно должноста да искорачаме топол оброк за учениците. Наставата редовно продолжува, училиштето е хигиенски дезинфицирано исправно и делот кој што е редовна настава и редовна работа, кај нас нема прекин. Надлежните досега најдоа фекални бактерии во мусака и во 3 чешми и поединечен случај на норовирус. Од водовод потврдија дека сепак водата е безбедна за пиење. Инспектори од Агенцијата за храна и ветеринарство влегоа и во кујните на 9 основни училишта во општина Карпош, со кои стопанисува истиот оператор со храна во чија собственост е и централниот магазин кој се наоѓа во училиштето Димо Хаџидимов. Од Агенцијата за храна и ветеринарство за Канал 5 велат дека досега немаат резултати, а откако ќе ги добијат анализите од земјените примероци, ќе се одлучи дали за фирмата ќе има санкции.